Можеме. Твое видување за надпреварот, како се случи што? Психолошки тежок надпревар за нас, после изгубениот надпревар во последните секунди вчера беше многу тешко да се излезе со истата харизма, со истата сила. Иако сакавме, Веспрем се покажа и вчера против ПСЖ дека еден тврд противник кој што дојде овде да освои лигата на шампионите, беа подобри денес и треба да им се честита. Ние исто мислеме дека тие исто ќе бидат разочарани, меѓутоа, ајде, не можам да кажам дека покажа повеќе желба, имавме желба и ние, меѓутоа демонстрира подобар квалитет, игра беа поприсемни, подцврсти во дуелите. Ние за прв пат ова година примаме 34 гола, очигледно дека имаме проблем во нашата одбрана, значи да даеш 30 гола на еден Final Four и да не го добиеш надпреварот, тоа е малце и загрежувачки, треба да се биде самокритичен и ние го прифаќаме, ништо, животот продолжува понатаму, утре е нов ден и ништо, ни прв ни последен пат, и сме победували и сме губеле. Каква е твојата генерална оцена за овој Final Four турнир, за квалитетот, за екипите? Јас имам доста искуство, ова ми е пети Final Four во мојата кариера. Можам, немам анализирано и размислувам, меѓутоа по она што го видов, еве тука и Вардар исто така, мислам дека се работи за доста цврсти, технички и тактички добро подковани екипи. Има тројца тренери шпанци. Шпанците тренери владеат моментално со европскиот ракомет и секако Нокас Радојорушич, кој е стар лисец и има освоено многу титули во својата кариера и мислам дека може да има и најдобрите индивидуално гледајќи најдобрите играчи во моментот и најскапите играчи, така да можеби нови имиња како Вардар, па еве и ПСЖ е ново име на ова ракометна сцена, меѓутоа квалитетот од година во година е све поголем и подобар и доколку не е воопшто лесно да се освои лигата на шампион. Секогаш мислиш дека се блиско, меѓутоа фали тој последен чекор за да стигнеш до она што го посакуваш, а го посакуваат не само овие 4 екипи, мислам дека има уште 6 екипи кои што заслужија и заслужуваат да бидат овде. Полека се ситна надпреварите во овој дрес. Што ќе ти остане во сеќавање од Барселона? Постигна се што посакуваше? Што ќе ми остане во сеќавање? Во сеќавање секако освоената лига на шампиони 2015 година, два пати го освоивме и светското клубско правенство, значи светски шампион бев со Барса, секако титулите сите освоени ги има доста во шпанското правенство. Ја бев 7 години во Шпанија, значи 4+3 со Атлетико Мадрид и Сио де Реал, значи имаме едно позитивно искуство покрај тоа што остави добар впечаток во Шпанија. Мислам дека ова, ако размислам да продолжам да се занимавам со спортот и со ракометот, мислам дека ова ќе ми е едно големо искуство, затоа како што кажав, во последните година и во наредните сигурно дека шпанците како тактичари, како тренери владеа и ќе владеат со ракометот во Европа. Бев на лице место, така да сум имал среќа да бидам на лице место и да учам од најдобрите. Дај Боже да не ти е последен Final Four. Па никогаш не се знае, јас не се предавам, секогаш сум позитивен, и некогаш и самокритичен и ново искуство. Франција земја на светски, на европски, на олимписки шампион, да видиме и тие како работат, малце едно искуство повеќе во мојата кариера. Позитивен сум и не желам за ништо, само да си посакаме да сме живи и здрави и одново да се зарадуваме за овој работа. Се најдобро.